Вчера имавме навистина квалитетно унапредување на разговорите. Јас се надевам дека денеска ќе можеме нешто убаво да соопштиме на јавноста. Јас реков сум оптимист дека е возможно да се постигне договор, но денеска имаме уште така еден суштествен разговор. За мене е многу важен. Се надевам дека ќе ги заокружиме сите аспекти за да го исполнуваме очекувањето барем на двете страни. Знам дека двајцата премиери, двајцата министри, двете влади и како огромно мнозинство на граѓани од двете страни се заинтересирани за конечно решавање на овој долгогодишен деценијски проблем повеќе од 25 години. Ако денеска се случи, дај Боже, договор, ние веднаш тоа ќе го соопштиме со сите детали, а верувам ако има договор, тогаш би требало да правиме агенди. За Преспа знаеме, заради тоа што тоа беше желба уште многу одамна, дури во преговорачкиот процес да се направи една средба, но во секој случај јас би почекал да одиме чекор по чекор, да видиме прво дали ќе има договор, ако има договор, веднаш ќе договориме веројатно и агендите на соопштување, информирање дома на сите политички чинители, на граѓаните, но и делот на потпишувањето евентуално. Северна Македонија е името кое што го пренесуваат грчките медиуми. Дали е тоа? Северна, Горна, Нова, Вардарска, многу имиња беа во опција, ги знаат и предлозите на Нимиц. Јас би почекал до самиот крај да соопштам, заради тоа што навистина ние договор се уште немаме. Јас се надевам дека можеби денеска ќе имаме, или многу брзо ќе имаме, но штом ќе го имаме, ние веднаш ќе го соопштиме сите детали од договорот до граѓаните. Премиере, само кратко, излезе со соопштение денеска кабинетот на председателот, вели дека вие дезинформирате и плашите јавноста со изјавите дека единствена опција за стабилност на Македонија и просперитет е наше членство во ЕУ и НАТО и се противи на промена на уставот со цел промена на уставното име и има и други квалификации. Еве како ќе го коментирате ставот на председателот во овој исклучителен момент? Јас прв пат слушам за ова, веројатно заради тоа што сум присутен на бизнис форумот со италијанските и македонските компании кои што се одржува овде во Скопје. Но останувам секако на моите стојалишта и принципи како и секогаш, градејќи соработка и избегнувајќи кавги или непријатни ситуации. Ние политичарите треба да им служиме на граѓаните и треба да градиме соработка и да унапредуваме Македонија во сите нејзини перспективи. Граѓаните се тие што ќе одлучат на референдум секако, а јас како премиер и господинот Иванов како председател треба да им помогнеме на граѓаните, не да им одмогнеме. Во таков случај јас верувам ние ќе имаме состаноци, таму можеме да ги вадиме сите аргументи, секој да постапува согласно своите надлежности, но да не заборавиме дека сме поставени, номинирани од граѓаните, тие не поставуваат, тие не менуваат и согласно тоа за вако важно прашање одлучивме референдумското изјаснување да биде многу важно. Јас можам да зборувам само за она минато 25 години кое што го имавме. Тоа го знаат граѓаните. Очекувајќи чекор да се направи кон Европската унија, чекор кон НАТО, полноправното членство, сите овие фрустрации кои што ги видовме, сите овие миграции на млади луѓе кои што ги видовме, и тоа се фактите во Македонија и за нив зборува времето кое што го поминавме сите заедно од самостојноста на Македонија до денеска. Знаеме кои се перспективите ако се реши проблемот, знаеме дека интеграциите не се достапни, знаеме дека веднаш стануваме членка на НАТО, знаеме дека почнуваме да преговори со Европската унија, сето тоа ние на повидок наше е да одлучиме. Јас донесов одлука дека треба да направам се да склучам договор со Грција, кој што ќе биде достоинствен и ќе го сочува нашиот идентитет и ќе ги чува интересите на граѓаните на Република Македонија и на Република Македонија, обезбедувајќи ваквата евроатлантска перспектива. И зборувам јавно, ќе се борам за тие ставови, но секако ќе имам респект и за другите ставови. Важно е да ги следиме чекорите, да не ја кочиме Македонија, Македонија да одлучува онака како што одлучуваат сите демократски земји. На крајот важно е прашањето референдумско да биде изјаснувањето и од тој аспект само апелирам до сите политички чинители да бидеме внимателни и да им помогнеме на граѓаните, а не да им одмогнеме во демократското право на носење на одлуки.